Почитувани гледачи, добро вечер во ново издание на 24 анализа. Како што веќе најавивме, наш гостин во вечерашната емисија е митрополитот Преспанско-Пелагониски, владика Петар. Добро вечер и благодарам што сте дел од ова издание на 24 анализа. Христос воскресе. Вистина воскресе. Така се поздравуваме да барем до спасов ден. Ете така. Добро вечер и Христос воскресе. Владика Петар, ги живееме овие денови, почнувајќи од 9 мај, па сега следува 24 мај, битни датуми што ќе останат трајно забележани во историјата на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Веќе се навршија 4 години од примањето во евхаристинско единство од страна на Вселенската патриаршија, со што на некој начин беше потврдена нашата посебност, како црква. Потоа следуваше доделувањето на томосот од Српската православна црква и имаше заедничко сослужување во Вселенската патриаршија. Бевте и вие таму, чинам, и поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. 4 години подоцна, дали може да кажеме дека верниот македонски православен народ може да биде рамноправен и може да се носи рамноправно со останатите православни народи, барем кога станува збор за она стојалиште, за оној столб на духовноста, на верата, а тоа е црквата, како автокефална? Секако дека ние како црква сме постоеле од најрани времиња. Кога велиме најрани, мислиме дека од времето уште на проповета на свети апостол Павле при неговото второ патување во Македонија, кога бил во Троада, а обично ги планирал своите патувања, и му се јавил човек македонец, не од Македонија, туку македонец, и му рекол: премини кај нас во Македонија да ни помогнеш. И тој тогаш сватил дека е тоа Божи повик, дошол во Македонија, во Филипи, на жените им проповедал на реката, каде што ги переле лиштата. Една била просветлена од Светиот Дух, од проповета на свети апостол Павле, светата Лидија, која ги принудила да видат нејзини гости, и нејзината куќа станала и првата црква во Македонија, на Балканот и во Европа. И очигледно дека од тогаш ние како црква постоиме на овие простори и не може да се рече дека ние сме народ кој со православието од вчера сме и така натаму. Тоа е едната работа, а другата работа е дека понатаму ние действуваме и функционираме како православен народ. Дури свети апостол Павле на коринтијаните им вели: немојте случајно да дознаат македонците дека ние, односно тој заедно со коринтијаните, не собравме, вика, прилози за црквата во Ерусалим, која е во тешка состојба, а тие веќе македонците ги собраа своите прилози и на тој начин тие направија тоа што требаше да го направат, односно помошта ја предадува за Ерусалимската црква. Сега во тој дух свети апостол Павле укажува дека тие практично македонците се покажале очигледно како многу по, може така да се рече, набожен народ од другите што ја примеле верата после нив и така натаму и така натаму. Ете, тоа е нашиот живот на овие простори. Како црква подоцна се разбира првчните организирање на црквата се митрополитски систем и ние сме влели во тој митрополитски систем, а веќе како самостојна автокефална црква ние функционираме после тој митрополитски систем од времето на нашиот цар Јустинијан, кој што е роден во скопското село Таор, кој што е организирал таа црква како византијски император или на Ромејското царство, поточно речено поглавар или император, управник, цар и така натаму. И се разбира, таа црква функционира се до 602 година, тоа е почетокот на 7 век, кога со нападот на аварите, некои ќе речат словените, кои не биле христијанизирани во тоа време, па направиле многу штета, што би рекле со турскиот израз зулми
на секаде каде што поминале и на крајот, на краиштата, за повторно црквата кај нас да се обнови и да профункционира како организирана црква со епископи по светите браќа Кирил и Методи, кои што ја извршиле својата мисија во многу места каде што биле испратени, најнапред меѓу оние сарацените на исток, муслиманско племе, па хазарите, исто така кај Херсон, и познатата мисија што ја извршиле на запад во Панонија и на покана на Ростислав царот, кога тоа е она нашата мисија, но најзаслужен во тој период, во втората половина на 9 век, за обнова или реевангелизација на нашата црква е Свети Климент. Значи, кој што во Моравија заедно со светите браќа Кирил и Методи е вршил својата мисија, по пропаста на нивната мисија, по смртта на Свети Методи во 885 година, кога доаѓаат нивните ученици преку Дунав, испратени таму кај Поритакан, тој бил војвода, еден од совладетелите на Бугарското царство на цар Борис, и биле испратени во Плиска и Преслав кај царот Борис. Оттаму Свети Климент е испратен во Кутмичевица, областа каде што домет бил таму еден од тие совладетели, четворицата што биле Боритакан, Домет, Часлав и Ехац, и ја развил својата мисија на тој простор околу Охридското езеро, во денешна Албанија, и особено позната Охридската школа се разбира со тие 3500 ученици кои биле после испратени на секаде во сите словенски земји. И сакам да нагласам дека всушност црквата со својот словенски карактер, или поточно кажано со глаголицата, звуката што ја изумиле, измислиле Свети Кирил и Методи, и на тој начин ги просветлиле сите словенски народи и ги вовеле во православието на својот мајчин јазик, се разбира тогаш избил јазикот словенски на сите словенски народи. Е исто така многу заслужен за таа мисија Свети Климент, и ние треба да благодариме што во тоа време кога бугарската црква званично го практикува не словенскиот, односно јазикот на македонските словени, туку го практикува грчкиот јазик, зашто грчкиот јазик бил задолжителен за извршување на богослужбите и проповедите во црквите во бугарската православна црква во тоа време. Значи, треба се разликува само на територијата на Македонија, каде што управувал со црквата Свети Климент, кој напишал дела доста, меѓу кои се до нас стигнати 16 надпишани дела со негов надпис. На тие дела тоа се слова, проповеди и и други негови дела како проповедник, каде што пишува Климент, епископ словенски. И сега во тој дух можеме словно да кажеме дека црквата од почетокот била организирана, како што кажавме, со митрополитански систем, а после почнале и автокефално да делуваат црквите. Еве оваа година ќе прославува 700 години од своето постојање Грузиската црква, на која сега веќе и беше вчера, мислам, и изборот на новиот поглавар, патриаркот Шио, кој е наследник на оној прекрасен лик на православен првоерарх или патриарх Илија. Таа 1700 години ќе прославува оваа година. Ние треба да му благодариме на Бога за сето ова, но исто така да знаеме дека
на територијата на Македонија прва црква која функционира како автокефална постојан митрополитански систем е всушност Јустинијана I, што ја основал царот со царска повелба или наредба за откако престанува нејзиното функционирање како организација во 602 година повторно да профункционира во времето на Свети Климент. А тоа е кога тој станал епископ 893 година, а подоцна пак е таа основана како автокефална црква со царска повелба за времето на цар Самуил. И тоа е во 967 година, кога е и основано царството на цар Самуил и Македонското царство, како што е познатиот руски историчар Георги Остроговски го нарекува Второто Македонско царство, и првите петмина патриарси на таа црква или поглавари на таа црква, почнувајќи од Свети Герман, кој е светител, и селото Герман во Егејска Македонија, Северна Македонија, го носи по неговото име. Селото е еден од најзаслужните. Се знае дека на Свети Ахил било седиштето на таа патриаршија која функционирала до 2018 година, кога всушност престанува да функционира царството на цар Самуил и е деградирана нашата патриаршија, која првично е преспанска, му да се рече, а подоцна со пренесувањето на седиштето на царот во Охрид се нарекува Охридска, па така, ете, постои и така... Оставив намерно така, да ја имате оваа експликација малку низ историјата, чисто да го потврдиме континуитетот на она што го имаме, независно од историскиот контекст во одреден временски период. Дојдовме, сега сме таму каде што сме, 4 години од автокефалниот статус, за дел од јавноста, за дел од свештениците, тоа е автокефалност која што не треба да биде подкрепена со никаква, со друга нели признавање или давање томос или автокефалија, признавање од Вселенската патриаршија, па дури и еден митрополит од Синодот на Македонската православна црква, митрополитот Марко, во една прилика кажа дека не е целосна и не станува збор за никаква автокефалност, ако нели Цариградската патриаршија го нема тоа потврдено и дадено автокефален статус. Сакам да нагласам дека се уште еве 4 години подоцна, бидејќи нема чекор некој од Вселенската патриаршија, вие ќе ни кажете дали нешто се случува за сцената, дали има некакви диалози, некакви разговори, некакви најави дека Вселенската патриаршија би пристапила кон тој чин на доделување на... Да, мислам дека е пожелно и потребно да потенцираме и да нагласиме дека автокефалноста ја давале до времето, до последниот, да речеме, Вселенски собор во 787 година, Вселенските собори. Значи, на Вселенските собори се давала или, ако била некому одземена нејзината автокефалија, како што бил случајот со Кипарската црква, заради напад на исламски племиња, па народот морал да пребегне на територијата на Антиохиската црква, и Антиохиската црква практично и ја узурпирала нејзината автокефалност и морал да расправа Третиот Вселенски собор за тоа прашање и кажал дека без оглед каде ќе се одвива натаму нејзината мисија на автокефална црква, не сме да и се одземе автокефалноста, и така и е признаена автокефалноста. Мислам со 8-то правило на Третиот Вселенски собор, и тоа е уште еден доказ дека автокефалноста ја давале Вселенските собори. Но, откако престанале погрешните учења, односно ги разрешила православната црква и ги победила сите погрешни учења, и во 842 година е прогласена победата на сите погрешни учења или еретички учења и расколи за времето на
царицата Ирина, и конечно се констатира дека натаму не се свикувани Вселенски собори, бидејќи немало потреба, освен ако се констатира и каже дека може би требало да се разговара да се свика Вселенски собор заради тријазичната ерес, која била побиена поточно од своите браќа Кирил и Методи, како што Свети Кирил му кажал на папата Никола, зар ние, како што вели Свети апостол Павле, подобре да кажам без збора на мајчин разбирлив јазик, од тоа ќе има полза браќата, отколку илјада зборови на неразбирлив јазик, бидејќи тогаш мојот ум се моли, а браќата немаат од тоа полза. И така, на некој начин може да се рече дека Цариградската патриаршија ги презела прерогативите што ги имала црквата за време на Вселенските собори, или улогата што имале Вселенските собори, и се разбира посебно во оној период кога римското источно царство, именувано подоцна од 16 век како Византија, почнува да слабее и да ја губи својата сила, својата моќ, а до тогаш заради престолнината Цариград, каде што во 4 век е всушност пренесено седиштето од Рим за времето на светиот цар Константин и неговата мајка царицата Елена, конечно надмоќ над другите цркви автокефални имала Цариградската патриаршија. И тоа останало до сега така, да речем. Но, што е битното? Дека почнала Цариградската патриаршија уште во тие периоди, а особено во времето на Отоманската империја, да ја покажува својата моќ и надмоќ, ако може така да се каже, таја да доделува автокефалија наместо што претходно го имале тоа право Вселенските собори. И не само да доделува, туку и да одзема, така што со доаѓањето на отоманците или турците на Балканскиот полуостров, прва црква што е изгубила својата автокефалност е Бугарската црква во 1394 година, и полека во договор со тогашната турска порта, власт на отоманците, на турците, одземани се во 1766 година автокефалноста на Печската патриаршија или Српската црква и година потоа на Охридската архиепископија, па така што на територијата на целата Отоманска или Турска империја веќе единствена црква која управувала била Цариградската патриаршија. За подоцна, пак кога овие повторно држави што биле почнуваат да се организираат како кнежевства, и српското и бугарското кнежевство, а пред нив дури и грчкото кнежевство или царство во 1830-31 година, да како автономни држави добијат и автономија, томос за автономија од Цариградската патриаршија, а после како суверени држави да добијат и автокефалија, особено дури 1850 година грчката црква со седиште во Атина од почеток од 31 не била признаена, а тогаш добила томос од Цариградската патриаршија и таа рекла дека не ни треба томосот и без тој томос ние сме автокефални. Се разбира, Српската црква по Берлинскиот конгрес 1878-9 година добива и таа како сувереност како држава, потоа добива и автокефалија. И се разбира, конечно, како црква се организира Српската црква, односно сите други цркви
автономни или автокефални, некои се нарекувале, дури тонос им давала на тие што биле особено надвор од територијата на Отоманската империја, како што била Карловачката митрополија, како што била Добробосанската митрополија, па Исавско Буковинската и така натаму, и Црногорско-Приморската се обединиле по Првата светска војна и тогаш им дава Цариградската патријаршија ним како на обединета српска црква територии од оние што ги поседувала и надвор српската црква од територијата на Романската империја и тие 7 епархии од нашата црква од Македонија и се дадени, па така ние сме подпаднале под юрисдикција тогаш на Српската црква и затоа Српската црква понатаму инсистираше и кажуваше дека ние сме нејзин дел се до таа мајка црква. Да, се до 58 година кога ние се разбира на првиот тој собор архиепископски црковнонароден прогласуваме самостојност, односно автокефален статус. Не автокефален, самостојност и Српската црква не прифаќа со тоа што вели дека ние ќе бидеме две цркви во тогашна Југославија и 59 година, 1959 ни дава таа нам одлука или томос дека постојат две цркви во Југославија на кои глава е патријархот српски и се именува патријарх српски и македонски, патријарх на Српската и Македонската црква за подоцна кога ние веќе се најдовме во ситуација да ни се негира нашата самостојност 67 година, да прогласуваме ние автокефалност и така тоа се случи што се случи. Сега да го чистиме и разјасниме овој случај. Така. За нашиот случај за Вселенската патријаршија, дали сепак останува и покрај тоа што сметате дека Македонската православна црква Охридска архиепископија веќе има автокефален статус, независно од позицијата на Вселенската патријаршија? Дека има автокефален статус, но и мора да се дообјаснат работите во смисла дека разговарано е по ова прашање на највисоко ниво со сите помесни православни цркви во Швајцарија и таму е договорено во Шамбези дека треба автокефалност да се даде со томос на кои што ќе бидат подписници, почнувајќи од првопрестолниот Цариградскиот патријарх или Константинополскиот и натаму сите други поглавари на помесните православни цркви како еден вид консензус. Но тука настанува главниот проблем што Цариградскиот патријарх вели не, вие не можете да бидете подписници, вие ќе бидете соподписници, а јас ќе бидам само подписник, односно тука се појавува оној проблем и желба на Цариградскиот патријарх да биде над другите поглавари, да не биде примус интер парес, прв меѓу еднаквите, туку да биде она ново учење што го разработува Цариградската патријаршија, примус сине парибус, односно прв без еднакви. И тука настанува проблемот, иако сите 10 точки за примање на автокефалност нашата црква ги исполнила. Од тие причини, Српската црква која многу се противеше да ни се додели нам автокефалност, најнаш таа свати дека ние ги исполнивме условите и вели како мајка црква ние сме должни да ви дадеме автокефалност. Српската црква не се противи да додели томос за автокефалност и Цариградската патријаршија, но сега е проблемот последното. Српската црква безусловно ни дава томос. Како што ние во нашиот устав се именуваме Македонска православна црква Охридска архиепископија, така не признава и Руската православна црква и еден добар дел од другите помесни православни цркви, додека Цариградската патријаршија ни поставува услови. Вели да, ние ќе ве признаеме, само да го смените името, не може да се викате Македонска. И тука настанува тој проблем. Сега има тука веќе додворување, ако така можеме да се речеме, на одделни поглавари на помесни цркви кои сакаат да на некој начин кокетираат
или со едните или со другите по тоа прашање, посебено кон Цариградската патријаршија, и не е во прашање воопшто поставена нашата автокефалност. Зошто? Ако ние не сме биле признани како автокефални од Цариградската патријаршија, тогаш Цариградската патријаршија не требаше да служи со нас на 10. јуни 2022 година, туку требаше да рече, бидејќи претходно на 5. јуни ни даде автокефално Српската црква, да ни рече дека вие додека не ви даеме ние томос, не можете да служите со нас. Дури сега имаше нели во Австрија имаше заедничко сослужување значи, на македонски имаме сослужување. Свештеници од Вселенската патријаршија. Том сослужување имаме, значи сме признаени како автокефална, но прашањето е само под кое име. Значи сега прашањето е под кои се условите за да се добие тој томос. Не е друго ништо во прашање, друго освен тоа, и како ќе биде понатаму статусот наш, дали ќе прифатиме уште нешто како услов што нам ни се наложува, пример, признавање на православна црква во Украина, за кое нешто го разрешивме прашањето, кога служевме на 10, мислам на духовден беше во Цариград, каде што ние рековме дека ако нема присутни и сослужители од таа црква, тогаш ќе сослужуваме, ако не, ние нема да сослужуваме, и ние тврдиме дека тоа прашање сме го сигнале од дневен ред, бидејќи го прифати тој услов што ние го поставивме да не сослужуваме со клирици на таа црква, што е признат Цариградската патријаршија, и натаму, мислам, веќе ќе стане и банално да ги повторуваме тие прашања. Да, сега, ние, значи, автокефалноста ја имаме. Ние не сме против и сакаме Цариградската патријаршија да ни даде томос, но очигледно тука имаме недоразбирања, бидејќи се работи за тоа дека бевме ни обвинувани дека сме етнофилетисти, а сега веќе се докажува дека етнофилетизмот на Цариградската патријаршија и некои други цркви е причина што не ни доделува нам томос Цариградската патријаршија, односно името дека го носиме Македонска православна црква, и да ја отвориме тема околу тоа прашање. Не, добро, да. Ве прашав дали има некакви си разговори позади сцената. Немаме разговори, немаме разговори, сега сме по тоа прашање статус-кво. И ние сакаме да имаме разговори, не бегаме од разговори, но очигледно и факт е дека не прифаќаме ниту еден услов од оние што ни ги поставува Цариградската патријаршија за да ни додели томос. Така бе, како коментирате деновиве излезе информација од Павле Воскопилос, првиот човек на виножито од партијата на македонците од егејскиот дел на Грција, нели? Дека веќе 6 години чекаат од 2019 година наваму да им биде дозволено сослужување во црквите и на македонски мајчин јазик. Нема добиено одговор, еве 6-7 години чекаат. Како го коментирате? Еве тоа се поклопува со ова претходно што го кажавме. Ние како автокефална црква веќе кога присуствуваме и сослужуваме со клирици, патријарси, архиепископи, митрополити, епископи на другите поместни православни цркви или со свештени лица, seедно, секаде на богослужбите го употребуваме нашиот македонскиот јазик. И до сега никој не ни ставил забелешка зошто вие богослужите или кажувате известни молитви или возгласи на богослужбите на вашиот јазик. Тоа го правите секаде вклучувајќи го и првото наше сослужување со Цариградскиот Константинополскиот патријарх во Цариград, кога бевме, и таму двајца митрополити бевме и архиепископот, каде што ние говоревме на или богослужевме на македонски јазик и никој не ни стави забелешка. Тоа е сега, но во прашање е името само, а не нешто друго. Значи, тие јазикот
не го третираат поинаку, освен не им пречи името на јазикот, а не јазикот како јазик. Јазикот како јазик не им пречи, но еве затоа што колку тие цркви што да речеме се водат од таа максима дека треба и Цариградската патријаршија да издаде томос за целото да биде нели цело, ја признали или сме имале сослужувања со тие Ние со сите скоро цркви сме имале сослужувања. Со кои не сме имале, дали може да Немаме со кои да не сме имале. Имаме со сите, со сите. можеби не во смисла да сме ако има заедничко сослужување, тоа значи дека го признаваат. Слушајте ме, во што е работата. Ние наистина можеби не сме служеле, еве да речеме, со Грузиската православна црква во Грузија, но нивни епископи при разни други прослави во други помесни православни цркви, како што е во Српската црква или во Албанската, во Романската или било каде, сме сослужувале, што значи нивни клирици, свештени лица или епископи со нас сослужувале. Значи немаме случај да некој нас од тие автокефални цркви не сака да сослужува со нас, бидејќи и самата Цариградска патријаршија донесе одлука и рече дека ние сме канонска православна црква. Рековме каде е проблемот и да го затвориме тоа прашање. Владика Петар, еве прилично сте активни, нели имаше сега представници од Романската православна црква овде, се одржа заедничко сослужување, вие бевте во Руската задгранична црква во Минхен деновиве, па еве во подготвителниот разговор за емисијава кажавте дека и таму сте добиле на некој начин признание баш поради користењето на македонскиот јазик во молитвите. Точно е, тоа посебно сакам да нагласам дека Руската православна црква задгранична, името го носи задгранична, зашто таа функционира зад границите или надвор границите на поранешната држава СССР, односно Русија, кога беше комунистичкиот, социјалистичкиот режим таму, и таа црква ја сочинува луѓе кои беа бегалци или протерани од тој систем, начело со кнежевските или царските семејства, оние кои посебно го негувале односот кон поранешната некомунистичка власт и така натаму, и тоа е доказ дека тие се преселиле во Европа најповеќе, но ги има и во Америка, и во Австралија и на други места, и особено во Германија, ова епархија германска, што се именува, односно берлинска и германска, на која е митрополитот Марк Арнт. Тој човек е еден меѓу најугледните архиереи на таа црква, па може да се рече и меѓу угледните архиереи и во православната црква, кој што нема никаков проблем со нашето име Македонија, македонско и така натаму, кој што нас секаде не сега, туку го бевме непризнати, не именуваше со македонци, Македонија. Истиот овој прекрасен митрополит на Руската задгранична црква, кој што по потекло на неговите родители не е православен, туку припаѓал на друга религиозна деноминација, дошол во комуникација со Јустин Челиски, светиот прогласен за светител од Српската православна црква, кој бил професор на битолската богословија, и одлучил да стане христијанин. Потоа таму е во Франција, мислам, замонашен, и доаѓа во Српската црква, богослужи и му дава благослов и патриархот Герман да богослужи под услов да не кажува, односно дека не знае тој, и тој богослужи заради влијанието тогаш на тогашните власти и односот нивни против светиот Јустин Челиски и така натаму. И очигледно тој ја запознава Македонија интересно преку академикот Блаже Конески, и така е воспитан и така ја прифатил
нашава држава и нашава нација и никаде не говори поинаку, освен како Македонија и ние како македонци, па дури при разни разговори со грчки епископи, особено во Солун и други места во Грција, кога тие се противеле на неговото кажување дека сме ние македонци, рекол, луѓе мора да прифатите дека постојат македонците и како народ, и како црква, и ова е илузорно да се тврди дека не постои тој народ и не постои таа црква, а сега друго каков е вашиот однос и како вие ги прифаќате и не ги прифаќате и така натаму. Интересно е тоа исто така дека во таа епархија која 100 години прославува од нејзиното основање, има женски манастир, единствен женски манастир на Руската православна црква зад границите, кој има 14 монахињи, кои што се во манастир кој го носи името на княгињата Елисавета, која што се замонашила и потоа како организатор и после прогласена за свидетелка на тој манастир, сестрите ја следат неја, одлично се организирани во манастирот, имаат своји послушанија, игуменијата е по потекло од Понт, нејзините родители се Грци, протерани од Азија, родена е во Русија, како нашите деца протерани од Егејскиот дел на Македонија, што биле после 90-тите години била во Солун и така натаму. Нема никакви дилеми околу нашето име, никогаш не нарече поинаку освен како македонци и земјата како Македонија, и така е една прекрасна личност. И можеме да кажеме дека архиереите на таа црква со кои сослужувавме, со кои разговаравме, се толку меѓу себе поврзани и едни со други се почитуваат, значи една совршена слога и разбирање меѓу нив, дисциплина невидена, што би рекле, богослужбите сите ги практикуваат согласно со уставот на црквата или типикот на црквата, што не е случај со другите пометни православни цркви до таа мера да бидат доследни, како нашиот народ што вика и црно и црвено да се чита и така натаму. И меѓу другото, на тоа прашање кога му кажавме на митрополитот Марк дека ви благодариме што и понатаму вие ја практикувате црквата со сите богослужби согласно со каноните, уставот, редот и поредокот и типикот, а тој говори рече, па тоа е нашето најголемо богатство, така што тие нивниот прво иерархија митрополитот Никола, тие се обединија со Руската православна црква, со која беа во големи судири, заради системот тогаш што беше, кој имаше голем отпор кон овие луѓе кои се декларираа дека се за кралот и кралските семејства и за мачеништвото на тие кралски семејства. И тука да го завршиме разговорот горе-долу, дека конечно тие практично може да се рече дека пресудно било за обединувањето нивно. Руската црква, кога ги признала канонизираните страдалници свидетели, новомаченици за верата, во времето на Октомвриската револуција и по револуцијата и за време на Втората светска војна, и тоа признавање на тие светители им дало ним мотив да се обединат, бидејќи престанале тие недоразбирања и судири помеѓу едното и другата црква, и сега се тие со свој посебен устав, се автономна црква, го споменуваат на богослужбите патриархот руски, но си имаат и посебен ред и поредок со една широка автономија,
И сосема е погрешно она што кај нас некои, за жал, од вашиот, да речам, и јас се ставам во новинарите, бидејќи новинар сум и јас на некој начин со списанијата, кај што сум уредник, подолго време некои наши новинари кои прозрена израз ќе ги наречам луѓе кои Добро, кои грешат и сакаат да ни припишат нам дека ние некаква руска политика тераме. Извинете, ние како Македонска православна црква не држиме страна во смисла на политика руска или европска, или на НАТО, или на Грчка, или било каква. Така посочени сте вие како предводник, да речеме, на тоа. Не, сакам јас само да кажам дека ние, како Македонска православна црква, и конкретно за мојата личност, сакам да нагласам, ние каде и да се појави нешто што не е во согласност со учењето на Светото писмо, Светото предание, вселенските и поместни собори на светите отци и уставот со прописите што ги има, го критикуваме без оглед дали е тоа во руската загранична, во српската, во грчка, во цариградска и така натаму. Ние не држиме страна, туку држиме исклучиво до учењето на црквата и нас не ни интерес. И затоа да не ни се припишуваат и да не етикетираат дека сме прогрески и така натаму. Секоја ќе видиме дури повеќе прогрчки ако Цариградската патријаршија се откаже од тоа дека Цариградскиот патријар треба да биде примус сине парибус. Ако тој прифати да биде примус интер парес, прв меѓу еднаквите по чест, повеќе за него отколку за било кој друг што поинаку ќе учи. Така. Владика Петар, благодарам за досегашните одговори. Сега одиме со мала пауза, па продолжуваме. Да. Продолжуваме со вечерашното издание на анализа. Како што знаете, почитувани, наш гостин е преспанско-пелагонитскиот митрополит Владиката Петар. Владика Петар, зборувавте за руската задгранична црква, дека ја одржува слогата, дисциплината, функционирањето според уставот. Дали тоа можете да го кажете и за Македонската православна црква? 15 епархии, 4 во странство, во диаспората, 11 во земјава, со оглед на трите привремени, што практично како митрополити застана на нив поранешните свештеници од поранешната ПОА. Знаеме дека на 9 март се одржа вонредна синодска седница, сега на 19 мај има во редовен состав синодска седница. На 9 март едно од темите што требало да биде покрената, односно било побарано од тројцата митрополити од поранешната ПОА, сега веќе митрополити на Делјадровско и Линденската епархија, водена од епископот Јоаким, натаму Крушевско-Демирхисарската епархија, предводена од високопреосветениот митрополит Јован, и Делчевско-Каменичката епархија, предводена од преосветениот епископ Марко. Ги читам да не ги погрешам. Било побарано да нешто се случи, ново прекројување на епархиите, бидејќи не биле задоволни од она колку што се произведува, не биле рентабилни, како да кажам, тие епархии, па оставена е таа точка за редовното заседание на синодот сега на 19 мај. Што мислите, како ова ќе биде разрешено? Дали после 4 години или после 3 години, бидејќи ова не беше наеднаш со Томосот? Прашањето на почетокот. И дека била и СПЦ известена за ова нефункционирање, условно речено, на овие епархии. Да појасниме прво за епархиите што воопшто ги има Македонската православна црква. Значи, 8 се постојани епархии во Републиката наша Македонија, држава републикава, заради потребите и условите околу автокефалноста, ние прифативме да доделиме од 3 епархии делови да отстапиме за формирање на времени епархии за архиереите кои што беа на парацрковната организација ПОА, но условно тие имотите што ги користеа во тој период за богослужби да
ги префрлат на Македонската православна црква во најскоро време, но тие тоа не го направија до денеска, освен единствен, тој игуменот Мојсе во нашата епархија, што дојде, си даде отставка или отпуст доби од епархијата на митрополитот Јован и премина во нашата епархија. Во Лагово е имотот, не беше на негово име, туку на Висарион, сега тој е во епархијата на владиката Марко, и тој му го префрли имотот нему, а овој веднаш со нашиот адвокат го префрли на епархијата, односно на Македонската православна црква. Единствен тој покажа и докажа дека комплетно се вклучил и духовно, и материјално во состав на Македонската православна црква. Другите тоа не го покажа и докажа, бидејќи ниту еден од другите архиереи не го префрли имотот, и иако тоа требаше да се случи само неколку месеци по нивното влегување во состав на нашата црква, за кое нешто јас инсистирам. Зошто они тоа не го испочитувале ако било како еден од условите? Не знам зошто, но знам дека еден од нив кажа едноставно речено дека тој се плаши да биде во црквата наша сигурен, ако пример го префрли имотот, дека ќе биде на некој начин во друга состојба. Ние не можеме да бидеме со два аршини. Значи, целосноста или целокупноста, целовитоста на една црква, на една епархија е кога има духовно и материјално е заедно во состав на црквата. Секоја поделеност, дали е духовна или материјална, тоа не е составен дел на црквата, тука е тоа паралелна црква и како што ги викаме парацрквени организации. Дали тогаш тие ја прифатија таа обврска? Тие ја прифатија обврската и тоа беше условот. Но не постапија според ветувањето, и вината не може да ја бараат кај никого освен кај себе. Тоа е првата и основна работа. Втората работа е тие добиваат, не знам другите архиереи, но митрополитот Јован гарантирам дека добива, како што добиваше и порано, многу пари од други помесни православни цркви. Од Српската православна црква има такви пишувања? Па беше кажано уште тогаш патриархот че ние ќе ги помагаме. Значи не е престанато помагањето. И сигурно дека ги помагаат и други помесни православни цркви. Особено јас дури не можам да не се сомневам дека има митрополитот Јован своји средства во банки, како што имаше она во Бугарија, што беа парите дадени од Трифун Костовски, градоначалникот, за градба или уредување на црквата Свети на црквата во Велес, Свети Пантелеймон. Откај знаеме дека нема во Грција, во Србија, во Бугарија, така натаму, тоа е една работа. И другото, и во неговиот извештај за годишната завршна сметка кажува дека 50.000 евра и дал на неговата епархија, ново формирана времена, од каде се тие пари? Не може да биде поинаку, освен пари кои не поминале поредовен пат преку банки и така натаму, или со други зборови кажано, дека станува збор за перени пари. Добро, тоа да го ставиме, да не губиме тука време. Во тоа смисла дека ова е тоа. Од друга страна, за оно што го започнавте прашањето за имотите. Значи, имотите на воена црква мора се свати дека канонски се не имоти на владиката, на свештенството, монаштвото или верниците, туку, согласно 15-тото правило на Анкирскиот собор, секој црковен имот е Божи имот, бидејќи на Бога му е посветен, без оглед дали се работи за движен или недвижен имот во пари или било каков и да е.
Понатаму, 38-то апостолско правило истото тоа го тврди, а како ќе се управува имотот од црквата, говори 41-то апостолско правило. Кај нас за имотите во Уставот посочено е во 171-иот член на Уставот до 184-иот, сите тие членови на Уставот говорат околу црковните имоти, дека тие се составен дел на Македонската православна црква. Не само во Републикава, туку и на секаде каде што се наоѓаат, и тука е најголемиот проблем со имотите во диаспората. Владика Петар, само извинувам. пак што во контекст на ова само. Вие веќе не сте администратор австралиско-новозеландски, одлучено е, решено е, прифатена одлуката ваша, како и да е. Дали очекувате повторно обединување на двете епархии таму? Јас затоа могам да се доискажам. Имено, Им дадовте рок од 6 месеци, проблемот во не само Австралија, во целата диаспора е проблемот што луѓето не можат да разберат, да сватат колку едноставно. Дали тој имот е имот за траст, англиски израз, за одредена цел или намена, во конкретниот случај за мисија на црквата, чија мисија е грижа за спасението на верните и на клирот, или е имот за собственост. Ако е за траст, за мисија на црквата, тој мора да се раководи согласно со светите канони или црковните закони. До сега како се раководел? Сите проблеми до сега што биле, затоа што не се раководила според тоа. Имено, имотите во диаспората се сите биле регистрирани на компании, инкорпорирани асоциации и издруженија. А тоа значи имоти за собственост. Ако е имотот за собственост, господар на тој имот е собственикот, без оглед дали се работи за директорите на компанијата или на инкорпорираната асоциација. Зборуваме за Австралија или зборуваме за Европа и за Америка? За цела диаспора зборуваме. За цела диаспора. Или се работи за имот кој е, како што рековме, за траст, за мисија. Значи, ако имотот за собственост, собственикот има право да го спречи секој што ќе стапне на тој имот, тие како што викаат private property. И затоа забрането ни беше нам и на владиците, на свештениците да влегуваме во црквите, вика тоа е наш приватен имот. На тие компании што ги кажувате? Не сака луѓето да разберат дека компаниите и инкорпорираните асоциации, да не биде забуната пак, ќе речат владиката Петар има компанија. Да, ние имаме не компанија, имаме ние корпорација и може да се именува така како компанија, но таа корпорација е за траст. Значи, таа е компанија што го собира сите црковни имоти и ги држи за мисија на црквата. Значи, закон е донесен за старателство на имотите и тој закон практично мора да формира корпорација во која се внесуваат тие имоти, но тие имоти се раководат согласно со црковните закони. И да расчистиме тоа прашање, затоа владиката Тимотеј го избрка првично 1994 година, кога престана да му даваат средства за да функционира епархијата, не му дозволува да влезе во црквата, не ми дозволува мене кога да влегувам во црквите, мораме да се судиме и да докажеме чиј е имотот. А ако е имотот за Македонската православна црква, а тие кога ја формирале таа црква, барале благослов од синодот и од владиката после, кој што таму е поставен, без негов благослов не можеле да формираат црковна општина. Не можеле црквен имот да формираат. И тогаш, кога ќе се судите, колку пати да го пререгиструвале тие тој имот во компаниски, пак ќе го добиете судот. Само е прашањето дали ќе потрошите судски трошоци повеќе од колку што вреди тој имот, за да го кажете. Значи не е никогаш спорно. Вие и трошевте, колку што знам. Неколку милиони се потрошили за последната црква. Милиони, долари, денари? Долари. Зошто? Затоа што тие така сака за конечно да се врати пак имотот на Македонската православна црква. Но се додека тој имот не биде ставен во корпорација за
траст или за мисија на црквата со закон дека не може оттаму никој повеќе да го користи за било кои други цели освен за мисијата на црквата. И владе е поделеност во страничката епархија. Како мислите да го бидејќи во интерес нели на времето, како мислите тоа да се надмине? Единство не може да стане никакво се додека луѓето од другата епархија не го прифатат. Австралиско-сиднејската зборуваме, така појасни да сме за граѓаните. Австралиско-сиднејската не прифатат да работат согласно со Светото писмо, со Светото предание, со учењето на светите отци, со каноните на Вселенските и поместните собори, со уставот на Македонската православна црква и статутот за епархијата што и другите прописи што произлегуваат од уставот. Кога тие тоа ќе го прифатат и кога ќе ја прифатат юрисдикцијата на Македонската православна црква и кога ќе речат дека да, имотиве се за мисија на црквата, нема никаков проблем, се стават во корпорацијата, така го решиле сите цркви во Австралија. Еве, дали мислите дека има капацитет вие МПЦ ОА така да го реши таа поделеност таму? Еве, вас веќе еве нема таму, не администрирате. Иако велат дека митрополитот поставен нели Никола е под ваше влијание. Се извинувам, проштевајте. Има и такви проблемот таму не е вонив. Проблемот беше и се уште е во синовот на Македонската православна црква, што нив ги поддржува браќа архиереи и им велеа ваши се црквите. Добро, архиереи кој им велеше ваши се црквите не му забранија да влезе во црквите. Црквата не е нивна, не е моја, не е на свештениците, не е на верниците. Божја е. Ако е Божја, треба се каже дека дури еден архиерей браќата велеше дека црквите се на локалното население. Па извинете, имаме ние црква, односно село кое се вика Света Петка, некаде ваму кај Свети Димитрија Марков манастир, каде што нема ниеден македонец православен, а црква има црква нема. Тоа се луѓето муслимани, не знам на која национално припаѓа, дали турци или албански, не е битно. Ако е така, тогаш нема е црквата. Значи, не можеме да манипулираме со верниците. Значи, проблемот во врска со имотите во диаспората не е во тие луѓе толку колку што е во членовите на Светиот Синод, што ги поддржуваа и велеа не ни треба црквите, ни требат верниците. За какви верници што крадат црковен имот, тие се верници. Па знаете ли дека во Светото писмо осудени се оние што подариле имот на црквата, нивата Ананија и Сафира, и бидејќи тие таа нива што ја подариле, половина парите после ги дареа, а половината ги затаиле, Свети Петар му рекол на Ананија, го излажа Светиот Дух, на самото место умира Ананија, доаѓа по неколку сати неговата сопруга и кажуваат и таа умира, Јуда за тие 30 сребреници што продаде Христа се обеси, и со тоа е покажано чии се имотите црковни. Имотите така, се да не доаѓаме, мислам, до Божји такви нели ситуации дека може и тоа да се случи, сепак тоа е од Библијата и Ние тоа. сега- Еве, како дали планирате да биде отворено ова прашање, владика Петар, на синодот? Тоа мора да биде бидејќи тоа ќе биде редовна седница, Мора да сите биде во пол состав, отворено. така е најавено. Зашто? Да. Зашто, еве, кажувам, таму во Австралија имаме ние сега две, а може да се рече слободно 3 парацрквени организации. Организацијата Игор Аврамовски што ја има, кој е екскомунициран од црквата и не е помилуван. Тој беше еден од организаторите да се формира таа епархија како компанијска епархија. Па извинете, ако вие така си правите црква, ќе ви се... Истиот тој, од тоа епархијско собрание, на таа епархија е исклучен, ама понатаму функционира со двајца свештеници, едниот Распоп, другиот е легален свештеник. И сега, тој работи надвор од Македонската црква, парите си ги собира, тој е негов имот со неговата компанија, а ние го финансираме и го даваме свештеници. Истото е во Нјукастл со свештеникот, тој е расчинет. И може да се рече исто дека и со целата таа епархија
функционира како парацрквена организација затоа што не ги признава каноните на православната црква и јурисдикцијата на Македонската православна црква и не плаќа никакви средства во епархијата и не функционира таа епархија. Тоа мора да биде предмет на синодот на Македонската православна црква и мора се реши со одлуките што биле донесени во врска со таа црква едногласно, а не со прегласување после од одредени архиереи кои правеа и не знам сега дали ќе прават повторно заговор или злосторничко зложување да ги поддржуваат расчинетите свештеници и калуѓери таму, па и насекаде, но кога имаат во нивната епархија таков случај, за тоа никаде не говорат. Па не може да. Еве, дали вие уште и натаму да се држите до тоа дека треба све што тие расчинети свештеници, нели, покрстиле, венчале или погребале, дека треба сега наново да се направи, бидејќи реакциите, донесена одлуката? Јас кажав и повторувам, сите донесени одлуки од Светиот Синод едногласно мора да се спроведат. Тоа е ваш услов за да се повлечете од... Не мој услов, тоа е услов кој што тие архиереи браќа ги дале своите подписи дека донесе едногласна одлука. Едногласна одлука е света одлука. А она што еден брат архиерей таму го речем, мнозинството било свето, јас им кажав и тврдам дека е тоа ѓаволско мнозинство, бидејќи на ниеден вселенски и помесен собор, ако немало еднодушност, едногласност, не се прифаќале одлуките и затоа е речено, ако не, и ангел од небото слезе и благовести ви каже поинаку, отколку што одлучивме на Вселенскиот собор, да биде проклетство, бидејќи тука не делува Светиот Дух. Делува Светиот Дух каде што Еве, владика Петар, доброволно заминавте од административната улога таму? Ами како? Јас кажав... Викам дали е со нешто условени да не бевте. Бидејќи има... Ама од кого да бидем условени? Бидејќи гледам дека има уште многу работи нерешени, не успеавте единство да постигнете 3 децени мора да се каже вистината. Така. Вистината е следна, дека јас кажав дека не ја средам таа епархија да биде комплетна по секој основ. Додека сите црковни општини на епархиско собрание на 12 јануари оваа година не донесува едногласна одлука да ги префрлат имотите во корпорацијата за траст на Македонската православна црква, која е регистрирана веќе, таа епархија. Со која вие раководите, да речеме, нели? Што раководев јас. Која е регистрирана како Македонска православна црква, епархија за Австралија и Нов Зеланд, која е патентирано, на која е патентирано името и не може никој да го смени. Помина 8 години и повторно го обновивме патентот на името, така што тука, откако ги исплативме сите долгови, сите трошоци и така натаму, и адвокатски, и откако името што мене ми припаѓаше, го оставив на таа епархија, резиденцијата да. И парите, додека сум бил надлежен митрополит таму, да се формира фонд добротворен за студенти и богослови кои што ќе бидат за таа епархија идниот кадар. Значи, кога тоа сето го постигна, тогаш доброволно, со чиста совест, не се повлеков. Ја предадов таа епархија и избран е таму митрополит кој што ќе седи таму. Ако владиците си седат во епархиите, и ако тие таму си ја вршат работата како што треба, согласно устав, согласно закони, се ќе биде во ред, ама ние не можеме да оставиме Европа со 500.000 верници и таму веќе очигледно на дека има потреба од 3 епархии најмалку, за да се стави ред и поредок. Значи, инициирате, сметате дека е потребно ново преуредување на епархиите, да речеме. Особена грижа треба да се посвети на епархиите во диаспората. За колкав имот станува збор, владика Петар, вака, или тоа се општо во диаспората, со кој што располага МПЦО, во вредност, да речеме? За дали може воопшто за диаспората? Јас можам за Австралија да кажам. Еве за Австралија. И тоа само за епархијата со која јас управував и ја предадов. Да. Таму станува збор за имот некаде од некои 60 до 70 милиони долари. Кој што имот беше компанијски, сиот имот стана компанијски, за сега да биде сиот имот ставен под
траст или Траст подвладение нели на на Македонската Македонската православна црква. Благодарам за гостувањето во 24 анализа. Со нови информации ве очекуваме после синодот да видиме кои одлуки ќе ги донесе и кои теми ќе бидат Да се отворени. надеваме дека Светиот Синод ќе донесе мудри одлуки, разумни одлуки, односно одлуките што ги донесол ќе си ги потврди. Во противно, тој нема да биде вистински синод, ќе биде лажен синод. Добро, ви благодарам за гостувањето и благодарност до нашите почитувани гледачи и довидување. Да.